Прво, точно е дека имаме нова стратегија и ми е мило што тоа се приметува. Не мислам дека во минатото имавме простор кој што остана празен. Едноставно научивме една лекција, особено по локалните избори, дека конструктивност со деструктивна партија на власт воопшто нема потреба да имате. Сметаме дека овој наратив и овој начин на комуникација е исправен, адресира доволно критика и адресира пораки до сите граѓани, особено до помладите категории. Видете, за повеќе влијание не мислам дека е пресудна присутноста квантитативно, туку кредибилитетот. СДСМ го враќа кредибилитетот во комуникацијата и јас сум сигурен дека успеавме во тоа изминатите неколку месеци со овој начин на комуникација. Се што СДСМ збори, се што СДСМ порачува, испадна точно. Да се навратиме на повеќе теми. Ние бевме тие кои што ја отворија целата комуникација, односно сите пораки врзани со влијанието на Виктор Орбан во Македонија. Дали е медиумско, дали е бизнис влијание. На почетокот делуваше чудно, на крај се промени власта во Унгарија, сега се е точно. Зборувавме за, например, унгарскиот заем дека се кинески пари. Во моментот во Унгарија има истрага за кинеските пари позајмени на Македонија. Така да СДСМ го буквално врати кредибилитетот и влијанието се демонстрира само на тој начин. Квантитетот не е воопшто битен. Прво, лично сметам и низ личен пример дека една грешка не може и не смее да ве дефинира. Дали индивидуа или партија покажува и може да покаже многу повеќе перформанс од една грешка. Второ, ајде да гледаме работата обратно. Ако збориме за грешки и ја земеме во контекст владеачката ВМРО сега или во минатото, веројатно ќе ни требаат едно 20 подкасти да врземе, за да може само да ги наброиме нивните грешки. Ако искрено ме прашате она што во минатото беше најголема грешка, според мене, на СДСМ беше што никогаш адекватно не ја адресира гнасната пропаганда на ВМРО, затоа што денеска за грешки на СДСМ се сметаат многу работи кои што беа наметнати во една остра пропаганда на ВМРО како опозиција. Ајде да не ги гледаме само грешките. СДСМ во својот мандат реши повеќе деценијски спор. Ја внесе државата во НАТО. Успешно помина една сериозна ковид криза и една енергетско-финансиска светска криза, дури подобро од многу по-развиени земји. Ако гледаме од аспект на плати, ако гледаме од аспект на перформанс во многу сектори, минимална плата, плата во здравство, просечна плата, тоа се многу повеќе работи и многу повеќе бенефит за граѓаните од само грешки. Така да ако треба да издвојам една грешка која што не смее СДСМ да ја повторува, тоа не смее да биде нем на пропагандата која што доаѓа од кујната на ВМРО. Видете, не мислам дека е тоа можно и не мислам дека не доживуваат само како негативни, пред се за тоа што СДСМ не критикува само за да го пополни медиумскиот простор со критика. Зборуваме вистина. Се она што го зборуваме од аспект на критика е предржано и со аргументи и факти и е вистина. Не може да сте доживеани негативно кога зборувате вистина. Второ, сметам дека паралелно на секоја аргументирана критика, СДСМ во овој период има апсолутно и понуда. Дали тоа било преку пресконференциите, дали било понуда адекватна преку собраниските механизми, апсолутно СДСМ за се што критикува понудило алтернатива. И трето, веројатно сме единствената партија кој што во овој период спроведе конгрес на кој што, еве за да го дополниме овој простор на конструктивност, донесовме нова програмска платформа, нова програма која што се уште ќе се надоградува и која што е буквално одговор на се она што во моментот на Македонија и на граѓаните им треба.
Прво ќе почнем од второто. СДСМ како политички бренд бил и ќе биде единствена државотворна партија во политичкиот систем на Македонија од 91 до денес. И не мислам дека еден негативен резултат или серија на негативни резултати можат да го нарушат имиджот и брендот на партијата како државотворна. Меѓутоа, да, после локалните избори во изминатиот период СДСМ функционира поразлично, многу поостро и е единствена, чиста, искрена опозиција која што може да се спротивстави и ќе се спротивстави на ова лудо владење. Видите, иако датумот на избори не зависи само од нас, ние сме подготвени на избори кога и да се случат. Нашите проекции се пред се дека предвремени парламентарни избори ќе има. Не за тоа што тоа Мицковски го најавува, едноставно на него не може да му се верува на било што, туку за тоа што снемува пари. Рейтингот на власта драматично паѓа, тоа го видовме и на локалните избори на кои што изгубија 150.000 гласови, имаат катастрофален перформанс и немаат пари. Се што прават изминатиот период се бизниси и тендерски шеми. Токму затоа кажавме, во моментот кога ќе снема пари, ќе одат на варијанта предвремени избори. Мислам дека и тоа во моментов се случува. Така да кога точно ќе бидат ќе видиме, меѓутоа ние сме спремни и имаме и понуда.